Пред малку споделивме една статистика која што вели дека помеѓу двата пописи имаме околу 77.000 помалку млади во државата. Голем дел од нив се иселени од Македонија. И тоа е причина за да ја отвориме следната тема со нашиот соговорник. Секој има право да одлучи каде сака да живее, но пред да го стори тоа, треба секако да ги знае предностите и недостатоците и на земјата каде што сака да појде. А во продолжение за перспективите на младите луѓе и за тоа што ние како општество треба и можеме да направиме, разговараме и анализираме со Иван Дургутов, младински активист. Иван, добро утро и добро ни дојде во Македонија наутро. Добре, најдов и благодарам за поканата. Ни делуваш така подготвен за разговорот, за една добра анализа, бидејќи навистина си голем познавач на овие предизвици со кои што се соочуваат младите кај нас. Постојано зборуваме за промените што треба да ги направиме за да ги задржиме младите дома. Го слушаше внимателно и разговорот со Сотир, верувам ќе се согласиш, секогаш во помалите земји некако работите повеќе добро изгледаат на хартија отколку на дело, кога треба да се реализираат. Тој проблем го констатиравме со стратегиите за млади. Политичарите имаат многу одговорна задача во целата оваа приказна. Ве слушали некој? Добро прашање и добра забелешка од разговорот на претходниот колега со кој се сложувам во поголем дел од работите кои што ги сподели. За жал верувам дека ако ги погледнеме сите документи, сите стратегии кои што ги имаме и повеќе од доволно. Меѓутоа ако видиме колку од тоа и дали од тоа нешто се реализира во реалноста, ситуацијата нема да биде на многу завидно ниво. Верувам дека младиот човек е слушнат секогаш кога тој сака да биде слушнат и верувам дека ако младите луѓе биле носители на многу промени и во регионот и во светот, ако тоа го пресликаме и тука, верувам дека нема да постои можност некој да не ги слушне или да не се согласни со нив. Но она зашто најмногу дискутираат младите, да бидеме реални, искрени, отворени, е каде да појдат надвор од државата. Она што го забележуваме низ годиниве е дека иселувањето не треба да се доживува како тренд кој треба да се случува по секоја цена. Секој апсолутно има право да одбере каде сака да оди, но она што треба да го знае се позитивните и негативните аспекти на државата или местото каде што сака да мигрира. Да, како млади луѓе секојдневно се соочуваме со еден или друг предизвик во Македонија и веруваме дека тоа е ситуација која што е уникатна само за нас. Имам многу често посети на странски земји, комуницирам со луѓе од таму и дел од работите кои што веруваме дека ни се случуваат само на нас, не ни се случуваат всушност само на нас и тоа се некои предизвици кои што ги има младиот човек без разлика дали се наоѓа во Македонија или во некоја друга земја. Баш како што споменавте и вие, право на секој човек, млад или повозрастен, е да одлучи каде сака да живее, меѓутоа она за кое што јас се залагам и она за кое што верувам дека е многу поважно од колку оние дискусии како да ги задржиме младите, како да се потрудиме истите да бидат информирани пред да ја донесат така важната одлука каде ќе го продолжат својот живот. За Македонија станува сериозно прашањето што се случува со нас на демографски план, во поглед на тоа колку луѓе остануваат да живеат овде, меѓутоа и колку од тие луѓе се млади луѓе всушност. Тоа самото создава многу други прашања од аспект на образовна, здравствена политика, дали ќе можеме понатаму да ги одржиме сите овие институции кои што ќе имаме, дали ќе има кој да го полни државниот буџет и така натаму, така што кога зборуваме за младите не треба да гледаме само дали тие физички се тука или не, туку да размислиме пошироко што тоа значи ако се помалку млади луѓе имаме во оваа земја, каде тоа ќе не однесе на некој среден или подолг рок. Едно подпрашање кога зборуваме за иселувањето, еве ќе направиме споредба со земји од Европската унија кои што се во нашето опкружување, кои што во последниве години станаат членки на унијата, гледаме дека младите и откако се членки на унијата доста се иселуваат од таму, а нашите млади заменуваат таму. Колку прашањето ми е, можеме ли да се вратиме назад и да ја средиме работата, бидејќи се добива впечаток дека помеѓу младите стана шема, тренд да се иселиш од државата. Некако така почна да се доживува нештото. Ако зборуваме за суштината, зошто се иселуваат од земји кои што се членки на Европската унија, ние сега се стремиме да одиме таму. Ова ме инспирираше да те прашам, бидејќи кажа ги немаме само ние дома проблемите. Од каде да почнеме? Зошто тоа се случува на целиот овој регион, во целиот Балкан?
Да, точна е таа констатација, ако ги видиме околните земји, ако ги земеме пример Хрватска или Бугарија, кои што се едни од последните членки кои што пристапиле кон Европската унија заедно со Романија, можеме да констатираме дека всушност се работи за еден мит, тврдењето дека членството во Европската унија самото по себе ќе ги задржи младите во земјата во кое што се зачленила во таа унија. Да, ние доживуваме како ако денес станеме членка, готово ниту еден млад човек веќе нема да се исели. Апсолутно не е така, дури можеме да кажеме дека и ќе биде уште поотворена ситуацијата, уште поотворен пазарот за младиот човек ако сте државјани на земја членка на Европската унија. Сега ако сакате да се вработите во некоја земја членка на ЕУ, работодавачот ќе треба малку повеќе документи да среди за да може да ве вработи како граѓанин кој што доаѓа од тие не ЕУ земји. Доколку Македонија стане земја членка на таа унија кон која сите ние се стремиме, верувам дека уште поедноставно ќе биде и вашиот пазар нема да биде Македонија, туку ќе бидат сите 28-9 колку и да ќе бидат тогаш земји членки. Зошто луѓето се иселуваат? Верувам дека во духот на младиот човек е да се труди да проба нови работи, да искуси нови места на живење и така натаму. И едноставно светот во кој живееме постојано се соочува со некоја природна миграција. Луѓето од Македонија можеби одат преку лето заминуваат во Хрватска, меѓутоа верувате дека и младите Хрвати тие заминуваат некаде, дали заминуваат во скандинавските земји, дали заминуваат во некои прекуокеански дестинации, едноставно има некоја флуктуација на кадар и како што се отвараат можности за младите луѓе таму, тоа е веројатно причина, односно се должи на тоа што младите луѓе од тие земји заминале на некои други и така во круг. Во еден сегмент од разговорот го споминавте образовниот аспект. На ова сакам да се задржиме наредниве минути, бидејќи не зависи се од некој друг или не треба се да ни биде дадено нам на тацна. Перспективите на младите во голема мера зависат и од тоа што тие имаат да го понудат како знаење. Формалното образование е нешто што е апсолутно неопходно во 21-виот век и кое што се одвива во образовните институции, но сепак времето во кое што живееме со целата динамика бара некакво надоградување плюс. Имаат ли младите желба за дополнително знаење? Колку е важно неформалното образование, Иван? Да, Кристина, имаат. Еве и последните бројки кои што ги добиваме и од средношколските установи и од универзитетите кажуваат дека да, младите се запишуваат, еве конкретно ајде со средното да почнеме, има поголем интерес за средното стручно образование, за кое што јас лично искрено многу се радувам, значи гимназиите стануваат се помалку популарни. Потоа на факултет исто така поатрактивните професии тие места побрзо се полнат, но она што е важно и она што го добивам како фидбек и од професорите со кои што комуницирам, но исто така и од младите луѓе е дека многу од нив да се запишуваат на формално образование, меѓутоа дали во текот на формалното образование, дали паралелно со истото, дали пред или потоа, се трудат и неформално да се обучат. Што тоа значи? Ние може да се трудиме формалното образование го направиме многу подобро од тоа што е сега, меѓутоа дел од работите, дел од така наречените меки вештини, комуникацијски вештини, јавен настап, можност за вмрежување и така натаму, некој личен брендинг на социјални мрежи и така натаму. Тоа се работи кои што многу малку ќе ги научите на формалното образование. И ако чекаме дека тие работи треба да стигнат таму, верувам дека многу ќе треба да чекаме и токму поради тоа младите, како што беше и во вашиот претходен прилог, се трудат на некои алтернативни начини да се доедуцираат. Тоа не значи дека треба да го запоставиме формалното образование, меѓутоа и да не очекуваме дека ќе завршиме факултет и дека нашето образование тука завршува и дека нели сме веќе готов производ и дека до крајот на животот не треба да учиме. Многу од младите го имаат тој став и токму во невладиниот сектор каде што сум јас активен, гледам дека постојано има потреба од една или друга обука, постојано имам интерес од младите луѓе кои што ни кажуваат дека сакаме да се доедуцираме на оваа тема, сакаме да слушаме обука на таа тема, така што се радувам дека постои интерес покрај средно образование, факултет, магистерски, така натаму, младите да се екипираат и со некое образование надвор од формалното. За идејата Македонија да биде дел од Европската унија, размислувањата кај граѓаните се поделени, нели, како впрочем и за секоја друга тема од општественото живење. Ја споменавме ние Европската унија пред малку. Ете, во контекст на тоа дека младите, дека тоа нема да ги реши проблемите. Кога и би станале еден ден членки или кога би ги продолжиле преговорите, дека едноставно младите би продолжиле да се иселуваат. Но ајде да ги споменеме и позитивните аспекти и контексти.
да не ја гледаме само како пасош за иселување. Тука верувам ќе се согласи со мене, се отвараат повеќе, односно голем број на перспективи на младите, но ќе треба ли да им дадеме точен правец како да ги видат тие перспективи, ќе треба ли да им се даде насока, бидете дома, светот стана веќе глобално сила, искористете ги можностите, бидејќи се добива впечаток дека Хрватска, Бугарија тоа не го прават, ако младите се иселуваат. Точно да, кога зборуваме за Европската унија, верувам дека тоа е една тема која што е многу широка и на многу внимателен начин треба да се пристапи кон тоа како истата ќе им се објасни на луѓето, особено на младите луѓе. Како што спомена и ти, не треба да ја гледаме истата како можност за добивање на европски пасош, кој што ќе ни ги отвори уште повеќе вратите кои што ни се и сега отворени, туку како општество треба да се согласиме дека пораката која што младите ја сакаат и ја бараат од институциите, кои што тие ги финансираат со своите даноци, е подобар систем, пофункционално општество, и верувам дека кога зборуваме за Европската унија, зборуваме за тоа, како да направиме младиот човек да може на 2 клика да го симне документот кој што му е потребен, да нема никаква тегоба да уплати електронски за своите студии или за својот курс кој што го слуша, едноставно да има информација што прави неговата општина со 3 минути поминати на веб страницата на таа општина. Едноставно кога зборуваме за Европската унија, верувам дека зборуваме за едно повисоко ниво на организираност на системот, и тоа е тоа што го сакаме како млади луѓе. Тоа што го споменавте и вие дека светот станува едно глобално село, верувам дека и тоа треба да биде пораката која што ќе испратиме кон младите, дека не секогаш е важна физичката локација каде што се наоѓате, ако ги имате вештините кои што се бараат на денешнината, верувам дека најмал проблем ќе ви биде тоа да се наоѓате во Македонија и да си го поминувате своето време во местото каде што сте го имали детството, своите пријатели, семејство и така натаму. Ако сакаме пензии, треба да соработуваме со младите. Така е. Младите го полнат буџетот. Се надевам дека политичарите ќе ја сватат пораката, за да можеме да имаме и стабилни пензии во иднина и поголеми пензии. Така, ајде ќе го привршиме разговорот, и за жал со поразителни податоци мораме со Кристина тоа да го споменеме повторно на крај, дека младите не само во нашата земја, туку во целото ова наше опкружување се уште се жалат за елементарни услови, посебно од руралните средини. Пат, библиотеки, немање книги, значи некои работи кои што едноставно во секојдневието те разочаруваат и некако те враќаат чекор назад. Можеме ли ова да го промениме заедно? Верувам дека можеме, и навистина е фрустрирачки дека дел од работите кои што во поразвиените земји се сваќаат здраво за готово, ние се уште ги дискутираме тука од аспект на тоа како да стигнеме од точка А до точка Б, како да ја најдеме литературата која што ни е потребна за некој испит. Меѓутоа, јас индивидуално верувам и секогаш се трудам таа порака да ја испратам, дека во секој проблем треба да видиме и можност за решение, односно да не гледаме дека средените земји сами по себе станале средени, туку некој се потрудил и ги направил истите такви, па тоа да биде најчесто и младите, во голема мера и младите. Тоа да биде една порака и до секого од нас. Добро, драго ми е што вие не го чекате европскиот пасош, барем по разговорот кој што го имавме изминативе минути, и дека ќе останете заедно со нас да говориме гласно и да правиме промени кои ни се необходни. Секогаш верувам дека заедно со успешни млади луѓе исто како вас можеме да постигнеме многу. Благодарам многу, Иван, за гостувањето на Македонија. Благодариме ни годи овој час од Македонија наутро, ќе гледаме вака да имаме тема за млади луѓе. Убаво е дружењето, неколку пати споменаа млади луѓе како вас, ние убаво сладко се насмејавме, благодариме за тоа.